За само 2 месеци 4 помали штипски конфекции ставија клуч на врата, со што без работа остануваат околу 130 вработени. Причината за нивно затворање е немањето на налози од странски партнери, а дел од брендовите заминаа, односно своето производство го преселија во Египет, Мароко или во други земји. Председателката на Гласен текстилец Кристина Ампева истакна дека во една од конфекциите самите работници се потпишале спогодби со работодавачот, наместо да не потпишаат ништо, со што би имале право на испратнина и се она што им следува согласно законот за работни односи. Во останатите фирми имаше, за жал, примери каде што работодавачите сметаа дека така ќе ги затворат фирмите и нема да ги исплатат последните. Едната фирма должеше една плата, другите должеа две плати. Мислеа дека така ќе си поминат и ќе ги затворат или ќе ги ликвидираат фирмите, меѓутоа ние навремено го стопирахме сето тоа. Благодарение на двете инспекторки од областа на трудот од Штип, значи платите се исплатени, значи нема да биде типичен пример на она се затвараат фирми и работниците остануваат без неколку плати. Не, овде успеавме да се исплатат, меѓутоа пак ќе речем не е ништо како што тоа беше најавено од дел од представниците на работодавачите дека еве сликата ќе изгледа како во 90-тите, не. Меѓутоа да, проблем е бидејќи знаеме дека секаде е инфлација, секаде е криза. Ампева истакна дека за сега не е голем бранот на затворање на текстилни конфекции, како што го најавија дел од работодавачите, а ова се случува поради инфлацијата и помалата потрошувачка моќ на граѓаните од Европската Унија, кои помалку купуваат облека. Таа упати апел до работниците, кога се затвора фирма да не потпишуваат апсолутно ништо, бидејќи фирмата се затвора од деловни причини и имаат право соодветно да им биде исплатена испратнина согласно нивниот работен стаж. Еве апелот тука да не потпишуваат работниците кога се затвора фирмата, соодветно да алармираат да не потпишуваат апсолутно ништо, бидејќи ако фирмата се затвора, тоа се деловни причини на работодавачот, имаат право на соодветно да им биде исплатено согласно нивниот стаж во фирмата. И ето, тие што не се потпишаа, ние водиме постапка, да меѓутоа тие што се потпишале, ние не можеме апсолутно ништо да направиме. Од друга страна, таа додаде дека има текстилни компании кои имаат изголемен обем на работа и освен што бараат работници, најавиле изголемување на платите.